после црниот четврток, кој беше нецелната дамка во кревката демократија, еден длабок нож во демократијата, меѓутоа мојата изјава четврток вечер, ако ме пратите, ја кажав дека се надам не е смртоносен и така излезе, има стабилизација на безбедносниот систем во државата, органите на внатрешни работи полека ја презема контролата на институциите, опресија на собранието. Мислам дека ситуацијата се смирува. Оноа што сега органите на прогонот ќе ги детектираат и ќе ги изнесат пред лицето на правда сите тие кои направија голем срам за демократијата, пред се мислам, оној физички напад на пратениците, тоа е нешто најсвето. Суверенитетот на државата преку пратеници изразено граѓаните. Сметам дека тоа беше еден силен удар во самобитноста на Македонија, меѓутоа се надевам дека беше само транзиторно лудило на оноа што беше вовед во тоа 60-дневна агонија во однос на тоа што се случува на политичката сцена, предавање на власт и така натаму. Имам чувство дека овие неколку дена полека но сигурно стабилизирано е политичкото милје во Македонија и објективно се надевам, не е само моја перцепција, дека полека но сигурно има мирна транзиција на власт, се надевам на едни периоди да се разрешат. И вчера негувањето на Талат Џафери во кабинетот дефинитивно се легитимира, денеска очекуваме службен вестник и потоа, што е многу важно, да се отпочне преговори за формирање на влада, тоа е некое натамошно решение, како ќе оди тоа, не може ова перспектива да го проценам, меѓутоа се надевам дека и на тоа ниво ќе има разбирање и кохабитација на релација председател на држава, председател на парламент, формираното мнозинство, и тука на некој начин ќе се стабилизираат работите во однос на политичкиот дел. Што е многу важно за нас граѓаните во Куманово е судбината на локалните самоуправи. Значение до 14 по оноа што го дадува како мислење ова Министерство на правда. Во овие 10 дена моја информација да се подготвува промена на член од избирачкиот закон, со што ќе се стави можност во завршните одредби да се пролонгира мандатот до наредниот период на распишување на избори кои треба да ги направи председателот на собранието. Се надевам дека ќе биде што поскоро, дали тоа ќе биде ретниот период или ќе биде одма после ретниот период, тоа е прашање на проценка на политичките партии во парламентот. Мислам дека како да е у неколку месеца ништо спектакуларно нема да се случува во Република Македонија. Ние ако го добиеме мандатот, односно да добиеме согласност во измената на законската регулатива во избирачкиот закон, ќе имаме право овие 3 месеца несметано да функционираме како јавен интерес, односно јавните установи, јавните предпријатија, социјалните трансфери, се оноа што е граѓански интерес во локалните самоуправи, не само за Куманово. Знаете дека во Македонија има 85 локални заедници и град Скопје, така да се надевам дека ова ќе иде поедноставно после тоа што ако денеска го добие објавата во службен вестник, мислим дека до 10-12 ќе се реши тоа. Тоа е една од главните причини. Ова што се кумановците таму појавија во таа маса толпа, има од секој градови. Предпоставам дека тие кумановци кои милитантно настапувале ќе имаат своја одговорност пред законот, пред органите на прогонот, не треба пред време да судиме на никој. Тој што има направено, ако има направено некакво зло дело, има некаква санкција. Се надевам дека на добар мирољубив начин ќе се завршат останат дебели рани во демократијата, а физички повреди на голем број на пратеници. Јас жалам за тоа пред се на пратениците кои претрпеа големи физички болки, меѓутоа се надевам дека тоа ќе помине, ќе остане црното петно и ќе биде поука историја за натамошните генерации да Македонија треба да е негова демократијата, силата на мнозинството и оноа што е желба на народот. Мислам дека во скоро време ќе има стабилизација на политичката сцена. Имате ли информација дека кривична пријава е поднесена против советник во општина Куманово? Да, тоа се работи за советник од советничка група на ВМРО со коалицијата Тони Трајковски. Не знам, тој човек до сега во мојата перцепција не бил милитантен човек. Ја немам мислење такво, меѓутоа на моје жалење констатирам дека бил дел од толпата. Дали е тоа негово самоволие или бил индициран, тоа ќе се докаже. Жал ми е што му се случува таква работа. Се надевам беден човек кој се бави со политика, 2 мандати советник, не треба да употребува насилни средства во политиката, меѓутоа еве дадени моменти се случуваат. Во минатото сме имале тепање
во на разни релации граѓански непослушници и така, меѓутоа ова агресија во парламентот е врв на негативата, врв на црното петно во демократијата. Мислам дека тука ќе биде добра pouка. Не знам, не му посакувам лоша завршица, меѓутоа ако има скривено ќе одговара пред законите, тука нема амнестија, што е многу битно. Оние државен службеник, јавен службеник, многу работи се испратуваат. Не му посакувам лоша завршица, меѓутоа ќе одговара за тоа што го направи, ако го направи.